Посетата и средбата со хан се потврди уште еднаш, односно ја реафирмираше поддршката на комесарот, односно на Европската унија по однос на мојот избор за претседател на Собранието на Република Македонија. Од моја страна го информирав со сите чекори што се превземени од формално правен аспект од моментот кога стапив на должност, па натаму, имајќи предвид дека требаше да се превземат активности околу објавување на одлуката во службен весник, односно подготвување и пренесување на писмо до Иванов за информирање на истиот за составот на мнозинството во парламентот, која што по изборот на претседател на Собранието е искажено без никаков проблем, и во тој контекст, значи, го информирав комесарот, го информирав за визијата по однос на сеопфатноста на мојот ангажман да соработувам со сите пратеници, сите пратенички групи без оглед од кој провиненција доаѓаат во смисла на пратенички групи, односно дали го поддржале или не го поддржале изборот на претседателот на Собранието, во контекст на тоа што работата на Собранието треба да биде сеопфатна во смисла на исполнување на оние чекори и обврски кои што Собранието како демократски орган на законодавен дом го има како обврска да го превземе во понатамошната работа. Имајќи предвид дека со таква атмосфера ние треба да создаваме клима со која што ќе може идна влада и работата на парламентот да ги исполни сите оние реформи кои што произлегуваат од извештајот на ПРИБЕ од 2015 година, и во тој контекст, значи, уште од понеделник го известив комесарот дека ќе превземам чекори да во оној термин кој што е предвиден со деловникот да ги повикувам представниците на пратеничките групи, односно на пратениците кои што се во Собранието за консултативна координација за понатамошна работа и активности на Собранието. Очекувате ли кога ќе биде следната седницата на парламентот и дали очекувате дека ВМРО-вските пратеници ќе бидат присутни? Па сега спрема деловникот, прва наредна седница треба да биде седница за избор на влада, затоа што нема услови за друга седница, имајќи предвид дека тоа така е регулирано и со деловникот. Од прва обврска по конституирањето на Собранието, односно по изборот на претседателот на Собранието, е редовна седница прва на која што се избира влада. Има факт дека конститутивната седница е застаната на трета точка, која што ја преминавме со мнозинство гласови на 27 април, и нормално дека таа седница не може да продолжи, дури не заврши седница за избор на влада, и во тој контекст тоа е моја лична обврска како претседател на Собранието, и затоа јас и ќе водам соодветна грижа за тоа кој е моментот за да се продолжи со трета точка, за да може да се создаде, значи, комисијата за избор и именување, да се оформи и за да може да настапуваат обврските по другите седници кои што ќе следат за формирање на работни тела на Собранието и да се отвори патот за да може да функционира по сите аспекти, значи, работата на Собранието. Значи некаде следната недела најверојатно со ВМРО. Па имајќи предвид сега дека обврските по однос на писмото кое што произлегуваат од писмото кое што произлегуваат до Иванов, јас сум должен да чекам максимално 10 дена да рок кој што е уставен рок за Иванов да одлучи да го додели мандатот, и во тој период јас како претседател на Собранието и Собранието како такво не може да превземе никаква активност во смисла на оно што е седница за избор на влада. По истекот на тие 10 дена настапуваат 20 дена од идниот мандатар, кој што не мора да ги користи сите 20 дена, и во контекст на тоа во моментот, значи, обврска моја како претседател е врзана со моментот кога мандатарот иден ќе достави до Собранието, односно до претседателот, предлог програма за работа на владата и предлог состав на владиниот кабинет иден, и во тој момент, значи, настапуваат обврските на Собранието дека во рок од 15 дена треба да свика седница за избор на влада, кој што пак рок не мора да биде крајниот 15-тиот ден, значи тоа се све околности технички кои што процедурални се пропишани со деловникот за работа. А ако не го даде Иванов мандатот, што ќе се случи? Па јас сметам дека Иванов ќе рефлектира по однос на обврската во 10 дена уставни да го даде мандатот, а имајќи предвид хипотетички што не би сакал никој тоа да се случи, затоа што мислам дека сите извлековме поука од 27 април во смисла, поготово тие што му дадоа поттик на таквата состојба на 27 април, дека не би требало уместно
да се дојде во ситуација после неколку дена да се повтори можна реприза на една таква состојба која што се случи на 27 април. Јас се надевам искрено и оптимиста сум дека Иванов ќе рефлектира овој пат, и е свесен дека по изборот на претседател на собранието престануваат неговите надлежности во смисла на, условно кажано, грижата за нештата во демократскиот систем на парламентарната демократија во Република Македонија и настапуваат обврските на претседателот на собранието и собранието како такво, а како што знаете спрема нашиот устав, изричната надлежност за избор на влада е надлежност на собранието и во тој контекст мислам дека Иванов само би попречил и би го искористил својот период од 10 дена и да остане запаметен во историјата на политичкиот живот во Република Македонија дека него извршил своите обврски. Значи, вие не сте му се јавиле на Иванов, му пративте писмо? Нема што да му се јавам, ја имам надлежност да му пратам писмо како што е пропишено со деловникот и уставот. Имаше многу реакции вчера кога вие го поставивте албанското знаме на вашата работна маса во парламентот. Зошто тоа го направите? Ги разбирам сите реакции по 27 април по случката. Мислам дека требаше сите да разбереме и во тој контекст да разбереме дека ни знамето, ни па политичките програми на политичките партии на албанците не се тие што односно влијаат врз политичкиот живот во Република Македонија, затоа што нашите програми се политички програми кои што се во смисла на уставот и законите во Република Македонија и нисо што не се загрозува. Фактот што и припаѓам на заедницата на која што и припаѓам, односно на албанскиот народ како дел пропишан во уставот на Република Македонија, сметам дека од личен аспект тоа сум го направил како лично чувство во смисла на оно што припадноста на граѓанинот Талат Џафери по однос на функцијата која што ја превзема, не загрозувајќи во никој момент функцијата, односно надлежностите на претседател на собранието. Кој кажувате на тие кои што се чувствуваат загрозени од тоа знаме? Па ја мислам дека никој не би требало да се чувствува загрозен од знамето, затоа што тоа се наши символи во смисла на поединечните нешта во припадноста, а од институционален аспект мислам дека државното знаме се наоѓа на своето место, таму кај што и припаѓа знамето и ние сите се идентификуваме со тие нешта во смисла на тоа ако сме носители на функцијата.